Представник на делегацијата на германското стопанство во Македонија. Денеска сме тука на отворениот ден на Средното стручно училиште Ристе Скиричко во Прилеп, каде што имаме можност да ја видиме атмосферата на денот на отворени врати во пресред на уписите во средните училишта. Денеска имаме посета на ученици од основните училишта кои што размислуваат уште каде ќе го продолжат своето образование, па за таа цел ние сме тука да ги представиме двете програми по германски стандарди, кои што ги спроведува делегацијата на германското стопанство во соработка со Средното стручно училиште и 4 компании партнери. Програмата по дуално стручно образование по германски стандарди опфаќа два образовни профила: техничар за индустријска мехатроника од електроструката и техничар за производно машинство од машинската струка. Оваа програма ја спроведуваме од 2017 година, а во Прилеп имаме соработка со компаниите ВИК, Гентерм, Ламинатиком и Витаминка. Она што е специфично за оваа програма е тоа што учениците имаат можност, она што теоретски го учат во училиштето, да го учат во пракса, со изведување на практична настава во самите компании. Што значи тоа дуално стручно образование по германски стандарди? Тоа значи дека учениците 50% од своето образование го извршуваат во училиштето, 50% од своето образование го спроведуваат во самите компании. Таму за нив се задолжени посебни ментори кои што работат со учениците и ги образуваат, ги обучуваат, но покрај тоа учениците во рамките на оваа програма имаат можност и да добијат паричен надомест, односно еден вид стипендија која што ја исплаќа компанијата, добиваат превоз до самата компанија и секако платен оброк, нели за да се запазат тие германски стандарди кои што се актуелни нели во дуалното стручно образование во Германија. Она што ги издвојува учениците запишани на овие два профила од сите останати ученици е можноста да се провери квалитетот на дуалното стручно образование преку организација и спроведување на испити по германски стандарди. Доколку учениците ги положат испитите по германски стандарди, добиваат и сертификат за квалитет, кој што е од огромна предност за нивното вработување, а по завршувањето на стручното образование компаниите им нудат вработување со цел нели тоа е и смислата на целата програма, за да се помогне на компаниите кои што се справуваат со недостаток на стручен кадар и нели како што се сите запознаени, да кажам слабиот интерес за вработување во компаниите. Ги апелирам до сите итни средношколци, до родителите, до нивните блиски луѓе да ги разгледаат овие две можности. Овие две можности се навистина прекрасна прилика за идните средношколци. Како што кажав, учењето во пракса е навистина, она што учат во теорија да можат да го видат во пракса е навистина уникатна можност и компаниите, сите 4 компании партнери се модерни компании, партнери опремени со најновите машини и верувам дека покрај тоа што децата ќе учат, децата и ќе уживаат и ќе им биде интересно и со среќа и со задоволство ќе го учат она за што се определиле. Секуловска Виолета, дипломиран сообраќајен инженер и професор на група предмети во сообраќајната струка. Имено сообраќајната струка веќе 18 години постои во Средното општинско училиште Ристе Скиричко и има доста голем интерес за оваа струка.
сообраќајната струка има два профили, и тоа техничар за транспорт и шпедиција, за кој што се потребни 60 бодови, и техничар за патен сообраќај, за кој што се потребни 55 бодови. Оваа струка, впрочем, е интересна заради тоа што сите на некаков начин и го користиме сообраќајот и сме учесници во истиот. И сметам дека нема да има проблем околу изнаоѓањето на вработување и за понатамошна кариера за нашите ученици. Друго што сакам да напоменам за оваа струка е тоа што имаат можност завршените средношколци понатаму да се запишуваат на широк спектар на факултети, вклучително Техничкиот факултет во Битола со неколку смерови, факултетот за транспорт, за шпедиција и царина во Охрид, факултетот за безбедност во Скопје, факултетот за логистика и организација во Штип, меѓутоа зошто да не и на сите останати технички факултети. Друго што сакам да напоменам е практичната настава која што активно се обавува со релевантни фирми кои што се поврзани со сообраќајот. Би ги спомнала техничкиот преглед Автоконтрол, Сдружение на возачи, Автосојуз Прилепец, сите автошколи, автобуска станица, подружница Прилеп пошта, полициската станица и впрочем сите фирми кои што во овој момент сега не ги спомнав, а на неколков начин се поврзани со транспортот и шпедицијата, значи сите шпедитерски фирми, сите автотранспортни фирми имаат наши ученици каде што ги изучуваат практичните збиднувања во тие фирми. Јас сум Теодора Тунеска од класот 2-6 и сум сектор за транспорт и шпедиција. Сакам да напоменам дека имаме практична настава во склоп со полициската станица, која е во склоп со секторот за сообраќај и тие ни пружаат голема помош при извршувањето на практичната настава. Организираме настани во склоп со неа. Исто така сакам да ги поканам сите учесници во сообраќајот и граѓаните на градот Прилеп дека на 24 мај во петок ќе се организира една трка сите на велосипеди, насловена сите на велосипеди и да учествуваат, сакам да ги поканам. Професор Наум Танески од секторот за електротехника. Ги поканувам учениците кои се заинтересирани за се посовремените предмети кои ги учиме во 4-годишното образование, значи за професијата електротехничар за компјутерска техника и автоматика и електротехничар за електроника и телекомуникации, каде што може да се запишат со 55, односно 50 поени. И имаме уште два смера, техничар за индустријска мехатроника и електроничар енергетичар, каде што исто со 55 поени и односно 45 поени можат да се запишат. Имаме една насока во 3-годишното образование, кое што може да го посетуваат со 30 поени. Тоа се атрактивни смерови кои одговараат на современите текови и имаат голема иднина и примена и многу голем број на работни места кои за жал не можеме доволно брзо да ги пополниме. Затоа сите заинтересирани ученици од основните училишта кои завршуваат оваа година, ги покануваме да се запишат во нашето училиште во електротехничката насока. Се наоѓате на штандот каде се презентирани производи или модели на се она што се изучува во машинскиот сектор. Никола Лучевски, професор по машински предмети во Ристе Ричко. Ристе Ричко оваа година има распишано, значи во распишаниот конкурс нуди образование од машинска струка за сите оние кои се заинтересирани и тоа 4 струки со 4 годишно или со наслов, тоа со звање техничари и 3 струки од занимањата во 3-годишното образование. Значи се има една паралелка во која
што се образуваат учениците за машински техничари на моторни возила и машинско-енергетски техничари, друга паралелка каде што се образуваат за техничари за производно машинство и за машински техничари, и од занимањата во 3-годишното образование се учениците ќе се образуваат за автомеханичари, заварувачи или инсталатери на грејење и климатизација. Јас сум Маријан Наумовски, професор во графичката струка или во секторот графичарство. Оваа година запишуваме еден клас од профилот графички уредник дизајнер. Се запишуваат 34 ученици, потребниот број на поени е минимум 45. Во 4-годишното учење се запознаваат учениците со основите на графичкиот дизајн и програмите кои што се за изработка на графички дизајн, како Photoshop, Corel, Illustrator, InDesign и други програми. За време на учењето исто се обезбедена е и пракса во графички студија и студија за дизајн, каде што учениците ги усовршуваат своите стекнати знаења. Имаме добра опременост, кабинет со компјутери со инсталирани овие програми кои што се потребни на учениците за изучување. Исто имаме и графички кабинет, каде што веднаш можеме и да ги испечатиме графичките решенија. Струката е интересна и атрактивна, релативно нова и во последно време се побарана на пазарот на трудот. Учениците можат да продолжат и на високо образование на графичкиот факултет во Битола, но и да работат самостојно онлайн, сега популарните работи онлайн со своите дизајни, да можат да работат и за клиенти насекаде во светот. Јас сум Михаил Грашковски, сум втора година запишен во средното училиште Ристе Ристевски Ричко, смер графички дизајнер. Многу интересен смер, доста можеме да научиме, работиме пред се практично, ни го покажуваат сето професорите, многу интересно, може многу да се научи, би го препорачал на сите кои се заинтересирани да не се двоумат да се запишат, бидејќи може да се научи премногу, ако се сака сепак, имаме предовика со тоа што многу работиме на компјутер, односно практично работиме, имаме услови и сме добро опремени. Ги работиме најмногу програмите Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel и сите останативе, кои се доста актуелни и доста барани во денешно време. Може се да се изработи што е од страна на графика и производ. Јас се викам Марко Кервезировски и доаѓам од училиштето ОУ Кочерацин, оде во Прилеп. И во училиште ми се допадна електромашинската струка и дизајнерската струка. Јас би разгледал некои други профили. Здраво, јас сум Марија Ковлеска, доаѓам од основното училиште Кочерацин. Денеска најповеќе овде ми се допадна графичката струка и може би се запишала овде како графичар. Јас сум Илија Ангелевски, професор по спорт и спортски активности во Ристе Ристевски Ричко. Во наше училиште, покрај огромен број на атрактивни струки, имаме и спортска гимназија. Таа е една паралелка со 34 ученици. Потребни бодови за упис кај нас се 50 бода, меѓутоа дел од тие бодови учениците ги надополнуваат со полигон, каде што ние му проверуваме нивната физичка спремност. Единствена паралелка кај што имаме гимназиско образование. Исто така во оваа струка се предмети, истите предмети се кои што се на факултетот за физичка култура, спорт и здравје. Така да по завршувањето на 4-годишното училиште
Значи децата со својата диплома имаат рамноправност кон сите факултети, значи може да се запишат каде што сакаат, а поготово голема предност имаат при уписот на факултет за физичка култура, поради тоа што истите предмети ги учат и таму. За ова учебна година 2024-2025 во Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко по конкурс побаруваме 313 ученици во следните сектори. Во сектор електротехника имаме 4 профили, од кои што се електротехничар за компјутерска техника и автоматика, заедно со телекомуникации. Втората паралелка ни е техничар за индустријска мехатроника заедно со енергетски техничар и третата паралелка од сектор електротехника ни е занимањето со 3 години, каде што бараме електричар и автоелектроничар, додека во сектор машинство исто имаме 6 од оваа година 6 профили, каде што во паралелката тројката, ние така се ја викаме, во тројката, во таа паралелка запишуваме машински техничар за моторни возила, машински техничар. Во таа паралелка ги бараме профилите за техничар за производно машинство и машински техничар и во занимањето од оваа година имаме 3 профили, каде што ни се автомеханичар, заварувач и новото од оваа година е инсталатор за грејење и климатизација. Сите тие 3 профили се со 3 годишно образование. Во секторот сообраќај имаме 2 профили, техничар за транспорт и шпедиција и патен транспорт. Сектор графичарство имаме еден смер, тоа е графички уредник дизајнер. И во последната струка, спортска гимназија, значи имаме една паралелка со 34 ученици. Се надеваме, денешниот ден помина во најдобро светло, имавме огромна посетеност како од градските училишта, така и од приградските и од општина Крушево. Посетеноста е добра, се надеваме дека и бројот на запишани ученици во првиот уписен рок, кој што започнува на 26-ти, ќе видат добредојдени учениците во нашето училиште. Запишувањето на ученици се врши електронски, исто како и лани, но со донесување на документи исто од 20. Значи и електронското запишување и пријавувањето во училиште започнува на 20, траи до 25. На 26 треба да ја објавиме конечната ранг листа за учениците за првото пријавување. Второто пријавување е малце покасно, меѓутоа се надеваме дека ќе имаме уште еден прилог за да известиме за тоа второ запишување. Нашето училиште е поразлично од другите училишта затоа што сме многу бројни по струки. Голем избор за секој интерес, значи тргнувајќи рековме од графика, па сообраќај, па програмирање, процесно управување, машинство, заварувачи, спортистите и така натаму. Опременоста на училиштето е многу добра. Значи, покрај тоа што учат теоретски предмети, истите тие можат да ги видат како се и во пракса. Значи, и овде можевте и на штандот да видите дека и секторот електротехника и секторот машинство, значи имаме доста експонати кои што се изработени од страна на ученици. Со истите тие се надпреваруваме и на државните надпревари, и на надпреварите Масум, каде што земаме и освојуваме многу награди. Значи, праксата во училиштето е многукратно зголемена и во графичарство и во двата овие други сектори. Дуалното образование, минатата генерација која што заврши, значи имавме одма вработување и во фабриката Витаминка, и во фабриката Гентерм, и во ВИК. Не само дуалното, меѓутоа и другите профили нудат одма вработување. Заварувачите, инсталатерите се многу барани на пазарот на трудот, затоа и годинава го воведовме и тој третиот профил во занимањето, бидејќи побарувачката е голема. Ова е во комуникација со Стопанската комора. Значи, Стопанската комора ни диктира, односно не насочува кои профили да ги отвараме за секоја учебна година.